Менување на закон, скандали околу надзорот, баснословни паушали. Вака изгледаше патот до поставување на камен темелникот за изградба на коридорот 8. Проектот за коридорите 8 и 10D ги привлече очите на јавноста уште во 2021, кога беше изменат законот кој за прв пат овозможи изградба без распишување тендер. Со ова се заобиколи законот за јавни набавки и се овозможи договор во 4 очи. За сомнеж за уставноста на законот, иницијатива до Уставен суд понесоа од антикорупцијска, која беше отфрлена. 2 години подоцна, владата стави параф на договорот за изградба на 110 километри за 4 делници и неколку пати повторија: ова е историски ден. Ова е историски инфраструктурен проект со кој исполнуваме една голема стратешка определба, од што пред се бенефит имаат граѓаните, компаниите, но и целокупната наша економија. За мене како премиер на проевропска влада е поголема чест што овие наши зафати, кои се едни од најголемите во нашата историја, ќе останат врежани не само на хартија, туку и во колективната меморија на нашиот народ, кој знае да ги препознае и да ги цени добрите дела. Историски ќе остане запаметен изгледа по многу работи. Најспорно во целиот процес е надзорот. Првиот обид за избор на надзор на изградбата пропадна откако победи фирма која беше поврзана со руска врска. Затоа вториот тендер донесе конзорциум од 3 фирми кои ги тресат скандали. 22,3 милиони евра владата се обврза да плати на конзорциумот ИРД за надзор, со објаснување дека најголем дел од парите се издвојуваат за странски експерти, кои всушност на крајот испадна дека во најголем дел се домашни. Петмината експерти ќе добијат паушали од по 300.000 евра, а надзорните инженери дури по 20.000 евра месечен хонорар. Најмногу сомнеж се отвори околу домашните компании Electra Solutions и Евроконсалтинг. Имено, Евроконсалтинг е во собственост на Бранимир Димитриевиќ, кој е баран со потерница за криминал при надзор во Ерменија. Electra Solutions пак која ќе добие и најголем дел од 22 милионскиот колач, најмногу искуство во работењето стекнала со производство на долна облека, а дури минатата година запливала во градежни работи. Фирмата досега никогаш не вршела надзор. Дополнително, обвинувањата кои излегоа во јавноста се дека лиценцата ја извадила на брзина, односно 12 дена по распишување на тендерот, а ја добила за само 4 работни дена. Бројните скандали за надлежните не се спорни. Упорно ја тераат реториката. Се е по закон. Имавме една многу транспарентна поставка за избор на правен трансакцијски консултант и за надзор на коридор 8 и коридор 10D, каде што беше почитуван до крај законот за јавни набавки. Кратко време по оваа изјава обвинителството отвори предмет под опрен глас и го истражува надзорот. Што точно се истражува од обвинителството се уште не открија. Сумата од 1,3 милиарди евра веројатно ќе скокне уште затоа што за коридорите нема финален проект. Истовремено ќе се гради и проектира, а овој износ бил пресметан по физибилити студија. Се уште не се знае ни колку точно пари ќе се потрошат за експроприација, ама евидентно е дека ќе е поскапо од предвидените 238 милиони евра. Делницата Тетово Гостивар, каде се поставува камен темелникот, според првите пресметки, чини над 190 милиони евра.